Денес стојам пред вас со срце скршено на парче и со болка која нема крај. Денес како мајка на еден ангел кој прерано ни беше одземен, барам правда, не само за моето дете, туку за сите деца кои заслужуваат безбедност и грижа. Тоа значи само едно. Моето чедо се борело за живот, но никој не ѝ помогнал. Вратата од дискотеката била затворена, обезбедувањето и полицијата само стоја и гледале, а оние кои требало да не штитат не превзеле ништо. Таа беше оставена сама да се гуши во безизлезот на местото кое требаше да биде безбедно. Како да ја објаснам на нејзината малечка сестричка дека веќе никогаш нема да ја види. Со која сигурност да ја пуштам надвор кога не знаеме во каква држава живееме и кој навистина се грижи за нашите деца. Овде, каде што младите губат живот во затворени простори без можност за спас, каде човечноста е заборавена, а одговорноста никој не ја превзема. Ова не е само моја лична трагедија, ова е срам за целото општество. Барам од надлежните, од Министерството за внатрешни работи, од сите институции, пронајдете ги виновниците, сторителите на ова злосторство од негрижи и затварање на очи. Барам правда за мојот ангел, затоа што моето дете заслужуваше да живее. И ако вие сега не реагирате, утре можеби истото ќе му се случи на нечие друго дете. Нема да престанам да се борам се додека вистината не излезе на виделина. Должна сум, како мајка, да стојам за своето дете, да ја барам вистината и да ја барам правдата. Затоа што мојот ангел заслужува мир, а јас заслужувам одговори. Почитуван македонски народе, 10 недели поред, родителите од Кочани бараат поддршка од вас. 10 недели поред, кога некој ќе каже некаде, на некоја слава, на некоја кафана, на кафе, абе овој народ не заслужува држава, прво мора да каже, овој народ не заслужува држава затоа што јас сум тој народ кој што не ја сака оваа држава. Ти, шефе, кој што збориш за народот кој што не заслужува држава, ти си тој што не ја заслужува државата. Затоа што ти, освен да збориш дека овој народ не ја заслужува државата, ништо друго не правиш. Ти си кривецот зошто оваа држава треба да пропадне. Престани да збориш, овој народ не ја заслужува државата. Ти не заслужуваш.